Агенцијата за филм дала народни пари за проект на Милчо Манчевски спротивно на пресуда од Висшиот управен суд. Истражувањето на филмскиот критичар Ана Василевска покажува дека директорот на агенцијата, Владимир Ангелов, направил преседан против законско самоволие, особено имајќи предвид дека продукцијската куќа Банана Филм на Милчо Манчевски не доставила финансиски извештај за потрошените околу 950.000 евра. Преседан во одлука на Агенцијата за филм, поточно на актуелниот директор на Агенцијата за филм, кој потпишал решение кое се однесува на ослободување на средствата за финансирање на проектите на Милчо Манчевски, поточно за проектот Биста, иако одлуката на управниот одбор на Агенцијата за филм е спротивна од тоа, а уште повеќе е донесена одлука од Висшиот управен суд дека проектите треба да бидат стопирани до конечната разврска на истрагата која се води во високите инстанции како финансиската полиција и основното јавно обвинителство. Директорот на Агенцијата за филм пак, Владимир Ангелов, се правда дека со одлуката го откочил финансирањето на работата на Манчевски, бидејќи станувало збор за незаконска конструкција против него и на овој начин ја спасил Македонија од меѓународен резил. Се надевам дека оваа моја одлука, тоест откочување на процесот, ќе придонесе извештајот на Европската комисија за напредокот, тоест во случајов уназадувањето на Македонија, во кој беше планирано да биде вклучен и случајот со незаконското спречување на работата на режисерот Манчевски, ќе биде малку ублажен, со констатација дека проблемот започнал да се решава. Филмската критичарка Василевска вели дека кога има селективна правда, тоа секогаш има силно негативно влијание, особено кога тоа е врз малата македонска филмска индустрија. Како што вели во изјавата директорот на Агенцијата за филм, дека на некој начин тој постапил на овој начин, затоа што сака да ја спаси државата од никакви резили. Јас сметам дека поголем резил од тоа за една држава да се постапува противправно, односно да се донесуваат селективно правни одлуки, сметам дека нема. А скандалот за финансирањето на продукцијата на Милчо Манчевски е актуелен уште од лани, кога Агенцијата за филм реши да го запре финансирањето на Банана Филм. Следуваше и кривична пријава, а потоа и истражна постапка која се уште нема епилог.